Почитувани граѓани, во близина на ова локација, каде што се наоѓаме, требаше да има пречистителна станица за фекална канализација, која што актуелниот градоначалник на ВМРО ДПМН Тони Трајковски со години е ветува на граѓаните. Продолжената рака на Никола Гориевски и Тони Трајковски ги излажи граѓаните. Овде нема ниту пречистителна станица, ниту метар изградено фекална канализација. Недозволиво е во 21 век жителите на Ирумлили и околните села да немаат елементарни услови за живот и да живеат со септички јами кои ја загрозуваат природата, но и здравието на граѓаните. Покрај ветената пречистителна станица и фекална канализација нереализирана е и ветувањето со изградба на клучка на регионалниот пат од Ирумлери кон Илинден. На жителите на Ирумлери лажно од страна на ВМРО ДПМН и Трајковски им беше ветувано чистење и одржување на каналите, но ништо од тоа. После секој пореден дожд, овие наши сограѓани се со поплавени подроми и домови. Граѓаните на Ирумлери, граѓаните на општина Газибаба не заслужуваат ваков однос од градоначалникот на ВМРО ДПМН Тони Трајковски. За решавање на проблемите во Газибаба потребна е промена на локалната власт. Новата услушна локална власт, предводена од Социјално-демократскиот сојуз на Македонија, ќе работи во интерес на граѓаните. По промените на локалните избори, локалната власт, предводена од Социјално-демократскиот сојуз на Македонија, има план уште во првата година да реализира пречистителната станица и фекалната канализација во Ирумлери. Имаме план како сообраќајните потреби на граѓаните од овој регион да ги решиме со цел да возможиме безбеден и сигурен сообраќај. Зборот е збор, достоинствен живот за сите во Газибаба, затоа што граѓаните тоа го заслужуваат.